Скитникот и дамата. Во куќата на Џим Дир и Дарлинг се прославуваше Божиќ. Имаше толку многу подароци по делката, што Дарлинг не знаеше од каде да почне. Затоа Џим Дир и подаде една голема кутија. Дарлинг, што туку ја одврза панделката, од кутијата искокна едно убаво кученце. Ти се допаѓа ли, Дарлинг? Праша Џим Дир. О, прекрасно е, одговори Дарлинг. Вистинска млада дама. Така дамата влезе во топол дом, обкружена со љубов и нега. Набрзо се спријатели и со соседите. Џок, шкотланѓанинот и Трасти, ушлото. Еден ден таа ги праша: каков е тој среќен настан што треба да се случи во нејзиниот дом? Тоа значи дека твојата господарка ќе роди бебе, довикна поминувајќи покрај нив скитникот, еден вечно неспастран мангут што се меткаше наоколу. Внимавај, кога бебето се вселува, куќето се иселува, додаде тој. И така им се роди бебе на Џим Дир и Дарлинг. Дамата ја споделуваше нивната среќа. Но набрзо работите се влошија. Една тетка по име Сара се досели во куќата со незините две сијамски мачки, Си и Јем. Џим Дир и Дарлинг ја замолија да се грижи за бебето и за дамата додека се тие на одмор. Мачките беа итри и злобни. Сакајќи да ги фатат златната рибка и канаринецот, направија страшен лом. Дамата се обиде да ги спречи, но без успех. Тогаш влезе тетка Сара и за се ја обвини неа. Непослушно куче, и се развика таа. Ќе видиш ти убаво. Тетка Сара ја одведе дамата во продавницата за домашни животни и му рече на собственикот да ја стави кошница на муцката. Дамата никогаш не носела такво нешто и беше преплашена. Поради тоа, таа се измолкна од рацете на тетка Сара и истрча на улица. Сеедно и беше каде оди, само да избега од неа. Група улични кучиња ја видоа дамата кога протрча и почнаа да ја бркаат. Дамата беше исцрпена и тие ја притеснија во една слепа улица. Готова сум сега, си мислеше дамата безнадежно. Но во тој момент се појави скитникот, ржејќи по уличните кучиња. Само што го видоа, тие ја спраштија со опашките меѓу носа. Дамата беше многу збуната се до моментот кога скитникот и рече: Здраво, се сеќаваш ли на мене? Јас многу убаво го помнам твоето убаво лице. Што бараш ти во овој дел од градот? Во тој момент дамата го препозна вагабонтот што го виде во нејзиното соседство. И олесни што најде пријател, но кошницата и пречеше во разговорот. Најпрвин мораа да се ослободат од таа проклета кошница, за дамата да може да зборува и да јаде. Скитникот ја одведе до зоолошката градина. Имам таму еден пријател кој може да ти помогне, рече тој. Еден дабар го пригриза ременот од кошницата и го зачува за да си ги влече трупците. Конечно ослободена, дамата му раскажа се на скитникот. Скитникот знаеше дека дамата е гладна. Ја одведе во еден романтичен италијански ресторан. Набрзо потоа, кучињата јадеа шпагети под месечината светлина. Изутрината, скитникот и понуди на дамата да ја испрати до дома. Но попат му текна да фати некоја кокошка за ручек. Разлутените кокошки направија таква врева, што газдата веднаш долета. Скитникот успеа да избега, но дамата се најде во шинтерница, на милост и немилост на тамошните уличари што и се подсмеваа на скапоцениот колан. Готова беше да заплаче. Набрзо потоа, дамата ја вратија дома, но тетка Сара ја смести надвор во кукичката за кучиња и ја врза со кус синџир. Џок и Трасти
дојдоа да ја посетат, но таа беше толку засрамена што уста не ѝ се отвараше. Нешто подоцна се појави скитникот. Мртов ладен како ништо да не било. Дамата беше бесна. Бегај од тука. Никогаш повеќе не сакам да те видам, му списка таа. Таа ноќ еден старец се искачи по едно дрво до кровот на куќата. Дамата го виде како се шмугна во собата на бебето. Лаејќи, таа истрча толку колку што дозволуваше синчирот и замалку ќе се загушеше. Скитникот, кој што се меткаше од тука недалеко, дојде со трчање. Еден голем старец влезе во собата на бебето, зацвили дамата. Не грижи се, јас ќе го фатам, викна скитникот. Скитникот се затрча кон куќата. Дамата го скина синџирот и двајцата се втурнаа во собата на бебето. Скитникот го фати старецот токму во моментот кога тргна да ползи по креветот на бебето. Вревата ја разбуди тетка Сара и таа дотрча во собата. Кога ги виде кучињата, од лутина него ни забележа старецот. Браво во визба, закреска таа, туркајќи ја дамата со метла. Потоа ја викна шинтирската служба да го однесат скитникот. Току што скитникот го одведоа, Џим, Дир и Дарлинг се вратија дома. Веднаш ја извадија дамата од визбата, а таа им го покажа мртвиот старец во собата на бебето. Ох, Боже, а јас мислев дека тие го нападнаа бебето, рече тетка Сара. Во меѓувреме, Трасти и Џок ги следаа трагите од шинтерската кола. Мораме да му помогнеме. Точно е дека е скитник, но сепак е добар другар, си рекоа тие. Јас ќе го спасам, рече Трасти, кога ја стигна колата и истрча пред неа. Конјот се исплаши, се исправи на две ноза, колата се преврти. За тоа време, во куќата, Џим, Дир ја тешеше дамата. Ќе го најдеме твојот пријател, тој ни го спаси бебето. Не помина долго време, а дамата и скитникот повторно беа заедно. Скитникот доби колан со привезок, а дамата му роди прекрасни кученца. Тој беше пресреќен што конечно има свое семејство и свој дом. Следниот Божик, 4 немирни кученца се играа поделката, а се разбира, на прославата се придружија верните пријатели Џок